Зградата на Радио Велес конечно ќе биде реконструирана и во нејзе ќе биде сместен Центарот за развој Вардарски плански регион. Раководителот на центарот Марко Колев најави дека по неколкогодишното најавување оваа зграда конечно ќе се реновира. Се што им е потребно за вселување тие веќе имаат, но се чека зградата да се приспособи и конечно Вардарски плански регион да се пресели во зградата. Дефинитивно да. Финансиската конструкција завршена, ние имавме проблеми минатата година, знаете дека тука требаше да се вклучат и други луѓе во преадаптацијата на таа зграда, но смогнавме сили со нашиот стандарден на некој начин речено партнер UNDP да изнајдеме средства со сопствени средства, нешто ние ќе реконструираме таа зграда и таа зграда ќе биде оставена во функција во највозможен рок. Значи во моментов се работи проектот и се спрема тендерската документација. Покрај овој проект кој неколку години е најавуван од Центарот за развој Вардарски плански регион, најавија дека и во иднина ќе продолжат соработката со UNDP за остварување на нови планови и проекти, како за општина Велес, така и за општините од регионот. Вардарски плански регион во моментов работи на 4 проекти за кои донација доби од програмата за регионален развој ги израд во Република Македонија. Тие во моментов подготвуваат нов проект со регионалната занечиска комора во Велес. Тоа е во делот на доквалификација, обука. Регионалната занечиска комора немаат никаква опрема. Сакаме да набавиме некаква опрема, лаптопи, LCD-ња, таа техничка речиго поддршка. Како што кажав и пред малку, ќе имаме ние функционална зграда на Радио Велес, ќе имаме таму една убава конференциска сала, со тоа што центарот им излезе во пресрат да користат таа салата со нивна опрема. Во 4 проекти на кои работи Вардарски плански регион не се најде општина Велес. Од Центарот за развој велат дека проектот кој тие го подготвувале за Велес, а тоа е проектот за индустријската зона Каласлари, општината веќе започнала со реализација на истиот. Оттаму велат дека во идните проекти кои што тие ги подготвуваат, ќе се најде и општина Велес. Мажите со 64, жените со 62 години старост и најмалку 15 години работен стаж имаат право на старосна пензија. Старосната граница, велат од Министерството за труд и социјала, нема да се зголемува во земјава. Информацијата деновиве за телевизија Здравкин ја потврди и заменик директорката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Во Германија владата донела одлука за реформа на пензискиот систем и една од тие дека тие луѓе кои подолго време имат подолг стаж, сега не знам точно која година им е параметар, 30 години, ќе можат да заменат во пензија и со 63, иако основното им е 67 години. Значи, сега за сега, владата нема основи нити намера да ја зголеми висината на старосната граница, така да останува 62 за жена, 64 за маж. Надлежните немаат намера ниту за зголемување на стапката по која се плаќа придонесот за пензиско. Единствената новина која ја предвидуваат надлежните е во полза на пензионерите. Наскоро ќе биде реализирано зголемувањето на пензиите за 5% како што неодамна беше најавено. Двете овие последни години покрај економската криза, значи владата на Република Македонија начело со премиерот успеа да ги покачат минатата година линеарно за сите пензионери по 550 денари. Оваа година исто ќе се случи зголемувањето и тоа зголемување ќе биде во тој износ 550 или 600 денари, а ќе го искористат сите пензионери кои ќе го остварат правото на пензија до 28 февруари 2014 година. Значи, тоа е едно зголемување кое секако ќе се почувствува на позитивно на буџетот на пензионерите. Дел од експертите сметаат дека зголемувањето на пензиите може да предизвика несакани сценарија во Фондот за пензиско. По многуте информации за дупка на буџетот на фондот, од институцијата велат дека засега финансиската моќ е стабилна и има простор за зголемување на пензиите. Народниот театар Џинот најавува богата театарска понуда за оваа календарска година. Од неодамна Министерството за култура ги објави одобрените проекти. Два му припадна на Велешкиот театар, помеѓу кои е комедијата Тартив од Молиер во режија на Никола Ристов, како и представата Приказни од шестиот кат во режија на Дејан Дамјановски, а работена по раскази од македонскиот автор Драги Михајловски. Значи, според негови раскази, според една многу интересна книга раскази за која доби Рациново признание овде во нашиот град, Скок со стап се вика книгата. Дејан Дамјановски ќе работи, значи, таа представа и таму најверојатно ќе биде ангажиран целиот ансамбл и можеби некои колеги гости плюс.
очекуваме таму еден многу занимлив, интересен проект, затоа што брилјантни се расказите на Драги Михајловски. Потоа една представа која се уште не можеме да ја дефинираме која и каква, но секако за отварањето на новата зграда на театарот. Тоа е третиот проект што не е објавен во програмата, а кој стои како опција. Од Велешкиот театар очекуваат покрај представата за отварањето на новиот објект да сработат уште 3 камерни проекти кои не се опфатени во програмата од Министерството за култура и ќе ги финансираат со сопствени средства. Тоа со цел да пополниме тука некои празнини во репертоарот што се однесува до тој камерниот театар. Тоа се помали проекти по обем, зборувам, било финансиски, било како захтев од актери и од други ресурси. И се надевам уште една детска представа, значи една амбициозна програма од 7-8 представи, па да бидеме здрави и живи, се надевам дека ќе ги направиме овие работи што ги најавува. Ова годинешната театарска сезона во Велес ќе биде отворена идната недела со премиерата на представата Кралот Лир во режија на Звездана Ангеловска. Оваа представа беше во минутогодишната програма, но поради сплетни околности премиерната изведба ќе ја има на 6 февруари. Советничката од редовите на ВМРО ДПМН Рајна Стојановска и нејзиниот сопруг не успеа да го убедат судијата Адеми дека членови на нејзината претходна матична партија ВМРО Народна и се заканувале поради преминувањето како советник во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Имено, обвинетите Зоран А и Слободан Б од ВМРО Народна партија се ослободени од обвинението дека извршиле кривично дело за грозување на сигурноста. Спорни биле изјавите кои пред судот во неколку рочишта ги дале советничката Стојановска и нејзиниот сопруг. Анализирајќи и ценејќи ги исказите на оштетените РС и КС, судот заклучи дека тие даваат невистините и необјективни искази, поради што судот на нивните искази не поклони верба, стои во пресудата. Обвинетите ги отфрлиле обвинувањата дека ја загрозиле сигурноста и дека и се заканувале на Стојановска и нејзиното семејство. Таа пак со нејзиниот сопруг побарале извинувања од обвинетите, но истото било отфрлено од нивна страна, сметајќи дека ако се извинат ќе ја прифатат заканата која велат дека не ја упатиле. Тужителите имаат право да обжалат пресудата во рок од 8 дена до апелациониот суд во Скопје. Кривична пријава за загрозување на безбедноста на сообраќајот заработи 50-годишниот машиновозач Р.А. од Скопје. Тој се сомничи дека е виновен за железничката несреќа која се случи пред крајот на минатата година кај железничката станица Рајко Жизифов на ден 15 декември минатата година. Во 17 часот и 39 минути на железничката станица Рајко Жизифов дојде до железничка несреќа која е сторена откако пријавениот Р.А. оправувајќи патнички воз не се придружувал кон прописите за безбедност на железничкиот сообраќај. Истрагата покажала дека тој минал на излезниот сигнал, иако истиот покажувал сигнален знак стој, пошто удрил со товарен воз кој се движел во истиот правец. По ова дошло до испаѓање од чините на една локомотива и 3 вагона, пошто полесно се повредени 2 лица. Машиновозачот со ова предизвикал опасност за животот на луѓето или за имотот од значителен обем. Патничкиот железнички сообраќај од Скопје кон Гевгелија, Битола, Кочани и товарниот од и кон Грција и Србија беше во прекин 24 часа по железничката несреќа. Годишните сметки електронски ќе се поднесуваат во Централниот регистар. Ова Америка која е новина, ќе овозможи поедноставно и поефикасно поднесување на годишните сметки за 2013 година. На овој начин на фирмите и сметководителите повеќе нема да им бидат потребни двојни дигитални сертификати, ќе немаат потреба од двојно изготвување на годишните сметки, ќе се овозможи групно плаќање на надоместокот за поднесување на годишната сметка од страна на сметководителите кои водат повеќе фирми. Овој начин за поднесување годишни сметки беше најавен и од страна на Централниот регистар на Македонија при посетата на подрачната единица во Велес. Регистрацијата на нова фирма за 1 ден за 0 денари преку електронски пат исто така е дел од новините во Централниот регистар. Во Велес се отвараат голем број нови фирми преку овој олеснителен начин, но исто толку од фирмите и се затвараат.